Бензините поскапуваат, дизелот поевтинува. Регулаторната комисија ги донесе новите цени на горивата. Од полноќ, цената на БС 95 и 98 се зголемува за 2 денари и ќе се продаваат по 82,5 и 84,5 денари по литар. Дизелот пак поевтинува за 2,5 денари и ќе чини 91,5 денари. Цените се максимални, но поради попустот кој е во сила до четврток на најголемиот дел од бензинските станици, 95-ката ќе се точи за 80,5 денари, 98-октанскиот за 82,5 денари, а дизелот ќе се продава за 88,5 денари по литар. Дали овој попуст ќе продолжи и по 1 мај, ќе се знае наскоро. За окта ќе разговараме оваа недела, се уште не сме ја отвориле темата, но ќе разговараме оваа недела, ќе разговараме со Министерката за енергетика и се разбира во рамките на можностите ќе направиме се за да продолжи тој попуст. Освен попустот од најголемиот добавувач, во сила се и владините мерки за ДДВ од 10% за бензините, како и намалените акцизи за 2 денари на бензините и 4 денари на дизелот. Овие мерки завршуваат на 4 мај, а што ќе се преземе понатаму? Владата ќе одлучува кон крајот на неделава. Како влада во овие 2 месеци се бориме жилово и успеавме да не дозволиме како многу пати во минатото да бидеме на дното, туку напротив да бидеме на врвот според процентот на мерки од нашиот бруто домашен производ, а од друга страна да немаме ценовни шокови и инфлации со двоцифрен број проценти, како што тоа впрочем беше во 2022 година, а имајќи предвид дека ова енергетска криза е поголема од сите 3 претходни енергетски кризи, и таа 2022 и тие од 70-тите години заедно, мислам дека како влада, која што 2 години жилово се бори да ги исправи грешките правени со децени, успеавме при еден конструктивен, офанзивен пристап да задржиме ценовна стабилност. Во четврток пак треба да се одржи средба за цената на лебот. Истекува договорот кој го постигнаа владините представници со мелничко-пекарската индустрија за да нема поскапување. Производителите прават напори цената да остане иста. Во меѓувреме, од Стопанската комора велат ситуацијата се следи сериозно и разработени се различни сценарија. Ако се јави потреба, ќе се бараат таргетирани мерки. И понатак очекуваме натамошно продлабочување на кризата со разни информации кои ги слушаме секојдневно, кои што може да комплицираат ситуацијата. Мислам дека имаме капацитет за сега во оваква ситуација да гарантираме, односно заедно со владата, да можеме да и контролираме ситуациите извесен период, а после тоа нормално дека треба да се преземаат акции на повисоко ниво кои што ќе значат опстанок на економијата. Цената на нафтата на светските берзи денеска продолжи да расте, додека мировните преговори се заглавени, а Ормудскиот теснец останува затворен. Цената на барел сурова нафта од типот Брент повторно надмина $108. Мартин Арслов, Сител телевизија.